Внимателно, змии ги полнат болниците. Последен пат жител на Крива Паланка пред 2 дена завршил неинфективно како последица на укасување од змија. Вчера жител на Кочани во парк фатил 2 змии. Доволна причина народот да биде сериозно исплашен. Има во травата кој оде треба да внимава на терен на трава. Па по патот минат. Ја ако сум возрасен плашам се, ја секој што се плашува, од дете до сега се плашам. Опасна работа е. Смок особено има смок, да. По селските средини смок има најмногу. Промената на климата е причина змии во градовите да има повеќе од кога и да е, и тие да се јавуваат се порано. Честите блиски средби со непосакуваните влечуги неминовно го наметнуваат прашањето: што во случај на каснување од змија? Битно да се направи една имобилизација над местото на каснување, ако е рака или нога, и да биде под висината на срцето. Треба да се мирува, не смее да се чисти раната, не смее да се сечи раната и најбрзо да се стаса до првата здравствена установа. За вакви проблеми да има што помалку, борбата со змиите мора да се почне уште во тревата. Имаме интензивно косење, собирање трева, изнесување ѓубре, шут. Сега ќе почне уште малку и наводнување, интензивно наводнување. Температурите се повеќе и повеќе се зголемуваат. Конкретно знам дека вашите гледачи ќе ги интересира околу косењето, на сите места има трева. Кај можеме да стасаме, сега да стасуваме за да ги исполниме барањата на граѓаните. Добра вест е што серум против змиски отров на инфективното оделение има доволно. Сепак, внимателноста нека биде поголема од кога и да е порано.